Почитувани гледачи, следуваат регионалните вести на телевизија Кисименада. Ова се настаните на денот. Коритото на реката Вардар од година в година се проширува на сметка на земјоделската обработлива површина. Инцидент при акција на пазарниот инспекторат на Тетовскиот зелен пазар. Невработени лица од Гостивар ќе добијат грантови од државата за отворање на сопствен бизнис. Почитувани гледачи, ги следите регионалните вести на телевизија Кисименада. Започнуваме со првата вест. Коритото на реката Вардар од година в година се проширува на сметка на земјоделската површина, ватарот на тетовското село Копанце. Поради нерегулираното корито, површините исчезнуваат, претежно засадени со граф, пченка и пченица. Ова што го гледате на снимката не е езеро, туку реката Вардар, ватарот на тетовското село Копанце, општина Егуновце. Коритото на Вардар од година в година се проширува на сметка на земјоделската површина. Така е речиси една деценија, но и покрај ваквата состојба властите не преземаат конкретни чекори. Селаните алармираат, еден од нив е име Металија Лите од село Копанце. Тој има десетина хектари земја во овој ризичен атар. Вели ако не се преземат сериозни чекори, односно реализација на проектот регулација на коритото, можно е да исчезнат 200 декари земјиште. И не можеме да сееме ни ченка, ни ченца Вардар што ни прави штета. Ја имам 6 хектара земја, овде близина, сам ги оставил ливаде због тоа да се чисти. Да. И ga молиме министерот по земјоделие и шумско стопанство 100% ga молиме за да дојде да видат на лице место. Штетата е голема. Од општина Јагуновце признаваат дека реализацијата на проектот за регулација на коритото на реката Вардар се договлекува, но се надеваат дека ако не ова, наредната година ќе се започне со работите на терен, а приоритет за регулација ќе имаат најризичните места, како ватарот на село Копанце. Имаме аплицирано во Министерството за транспорт и врски, имавме средба со министерот и ни беше презентирано дека 2021 ќе почне со дел по дел да се тоа корито регулира на некој начин. Да не дојде до поплавување на жителите на населените места, особено во општина Егуновце. Па најпрви ние тражевме, јас исто како градоначелник, како нов градоначелник барав, ако не може да се направи цело корито да се регулира, да се направат тие црни точки кај што доаѓа до зголемување на нивото на река Вардар и доаѓа до поплавување на посевите и населените места, тоест живеалиште на куќите на жителите. Проектот предвидува регулација на коритото на река Вардар од Гостивар до излез на општина Јагуновце. Денеска е меѓународниот ден на мајчиниот јазик. За неговото значење и одржување зборуваат авторите Јован Дамјановски и Милена Илиевска од Тетово. Мајчиниот јазик е нешто со кое првпат се среќаваме кога се раѓаме. Мајчиниот јазик и најдобро го познаваме, вели познатиот автор и книжевник, тетовецот Јован Дамјановски. 21 февруари се одбележува како меѓународен ден на мајчиниот јазик. Освен што е богатство и идентитет, јазикот е и наша одговорност, тврди Дамјановски. Мајчиниот јазик е одговорност. Не само тие што се занимаваат со литература како наука, како институти, туку и одговорност за секој човек кој што, еве да кажем, незабележливо минува низ времето и просторот, низ животот, треба да се препознава во животот со својот мајчин јазик, но не надодаден со нешто друго, со нешто неприфатливо, туку вистински, оригинален, како што по усима од нашите мајки, а потоа во нашите училишта како литературен македонски јазик. Народ без јазик е како народ без татковина, вели авторката Милена Илиевска, која го потенцира значењето на македонскиот јазик и литература. Денеска и глобално на ниво на свет станува
се потешко и потешко да се зборува на својот изворен мајчин јазик, бидејќи се наметнуваат нови јазични потреби од глобализација, англискиот јазик, германскиот јазик, францускиот и така натаму. Па сепак ние треба да се бориме да останеме достојни на аманетот на светите браќа Кирил и Методи, потоа да ги споменеме Климент и Наум, кои што биле исто така просветители, Кирил Печиновиќ, Јордан Хаджи Константинов Джинот, па и помодерните или поновите да речам Мацо Шопов, Ацо Караманов, Блаже Конески, плејада други македонски творци. И мора да се нагласи дека оваа година 2020 е година посветена на Славко Јанески, исто така едно големо книжевно име. Еве ги наредивме со име и со презиме, а сепак нивното зачатие и нивниот аманет е да го сочуваме јазикот, бидејќи ако јазикот ни го снема, и нас ќе не снема. 21 февруари е прогласен за Меѓународен ден на мајчиниот јазик на Генералната конференција на УНЕСКО во 1999 година. Целта е да се одбележат и прослават повеќе од 6000 различни јазици кои денес се зборуваат во светот. Околу 80 невработени лица од Гостивар ќе добијат грантови од државата за отворање на сопствен бизнис. Пријавувањето е во тек, а интерес за оваа мерка од програмата за самовработување е многу голем. Невработените лица од регионот на Гостивар покажуваат голем интерес за користење на активните мерки за вработување, особено за грантовите што се доделуваат за отворање на сопствен бизнис. За неполна недела од објавување на огласот во Центарот за вработување во Гостивар се пријавиле 140 граѓани кои сакаат да користат неповратни средства за да разработат своја фирма. Интересот е многу голем. Еве веќе пети ден ќе отворен огласот, над 140 кандидати више аплицирале. Према бројот на невработени лица Гостивар паѓат негде 6,80%, значи негде 80 до 85 кандидати може да користат оваа мерка. Амзаи објаснува кој може да аплицира за грант од државата, кои се условите и за колкави суми конкретно станува збор. Значи, сите лица кои се евидентирани во Агенцијава за вработување имају право да аплицират за да може да одобијат тој грант, за да може да регистрират фирма и за да почне со свој бизнис. Значи, секој невработени лице што ќе добие со правото да користи кредитот, добиват 5000 евра неповратни средства во опрема или репроматеријали. Може да се здружат и двајца кандидати кои се со иста дејност, кои мислат да отворат едно исто работилница, може да се здружат да отворат еден доел за да користат 10.000 евра неповратни средства. Сите оние кои ќе добијат ваков тип на помош имаат обврска да ја задржат фирмата активна најмалку 2 години. Во спротивно ќе мора да вратат од 60 до 80% од парите. Меѓу пријавените досега има за најразлични дејности. Па скоро сите бизниси, почнувајќи од доктори, стоматолози, правници, разни профили за најчиски фризери, производство врати, продови, разни профили. Значи, од сите профили ги имаме во Гостивар. Минатата година во Гостиварскиот регион грантови за сопствен бизнис добиле 105 лица. Инцидент при акцијата на пазарниот инспекторат на Тетовскиот зелен пазар. Во СВР Тетово вчера се пријавени тепачки помеѓу малолетници. При акција на Државниот пазарен инспекторат на Тетовскиот зелен пазар, каде нелегално се продавале цигари и друга стока, се случило нарушување на јавниот ред и мир. Според очевидци, продавачите се спротиставиле на акцијата и од овластените лица побарале легитимација, а кога инспекторите ги одземале цигарите, настанала вербална расправија и турканица. Од полицијата случајот го евидентираат како нарушување на јавниот ред и мир, без повредени лица, и информираат дека работат на негово расветлување. 36-годишна жителка на Гостиварски Балиндол во СВР Тетово пријавила дека нејзиниот малолетен син, одејќи во основно училиште во Гостивар со уште двајца негови другари, бил пресретнат и физички нападнат од неколку ученици од средно училиште. Во нападот тие користеле и тврди предмети. Вчера исто така 17-годишник од Гостивар во присуство на неговата мајка во СВР Тетово пријавил дека на голем одмор на кеот на реката Вардар во Гостивар физички бил нападнат од ученик во друго гостиварско средно училиште.
48-годишник од Гостиварско Чајле во СВР Тетово пријавил дека во угостителски објект во селото физички бил нападнат од негов соселанец. 50-годишна тетовка пак била физички малтретирана од нејзиниот 57-годишен сопруг, кој се заканил по животот, нанесувајќи повреди. Пријавениот набрзо е лишен од слобода и задржан во полициската станица Тетово за расчистување и документирање на случајот. Во Гостивар денес содржа пригодно одбележување на 76 годишнината од февруарскиот поход. Во овие борбени операции учествувале 40 борци од Гостиварскиот регион. Со пригоден собир и положување на цвеќе во Гостивар денес беа одбележани 76 години од борбените операции од Народно-ослободителната борба, познати како февруарски поход. Настанот го организираше Сојузот на борци пред споменикот на народниот херој Чеде Филиповски Даме, кој самиот бил учесник во походот. Еден од тие светли датуми што денес го одбележуваме е 76 годишнината од февруарскиот поход, славна епопеја од борбата на македонскиот народ за слобода. На херојските подвизи на борците, нивната издржливост, нивната верба во посветла иднина. Тој февруари 1944 година, како да се здружил со фашистите против голораките борци, пишува Киро Сотировски Строгов и самиот учесник во походот. Имало снежниви улици, јак студ, а борците слабо облечени со дотраени обувки, без доволно храна, но со голема љубов и доверба, чекореле борците смело и одважно. Гостивар дал значаен придонес во Народно-ослободителната војна на Македонија. Во февруарскиот поход од 44-та година учествувале 40 борци од Гостиварскиот регион. Неколкумина од нив го загубиле животот во борбата против окупаторот. И тоа Злате Малаковски, Васил Василевски, Борче Јовановски, Крсте Гиновски, Слободан Пеповски, Светозар Спировски и Денко Дејановски. Присутните на денешното одбележување им одадоа почит на борците со едноминутно молчење. Тоа беше се што подготви нашата екипа. Останете на фреквенцијата на телевизија Кисиме Надам.